Не ми дава, затоа што се прогласи како ненадлежен, а првично ми даде одобрение за градба за 3. Значи, затоа што овде имаше согласно деталниот урбанистички план, постоечкиот, имаше зацртано спорт и рекреација, 2 тениски игралишта и плюс таму подпорниот зид кој што треба да се заврши. И ние добивме 3 решенија за градба. За 2 тениски игралишта и за подпорен зид. После изведбата, значи, имавме тендер, се јавија, значи, фирми. Ги воведовме во работа, 2 месеци и 2-3 дена фирмата работеше, извршивме ископи. Значи, направивме изолација доздолу се што треба со сите материјали како што треба. Значи, направено е тампонизација целосна и останато уште еден дел таму, секаде после можеме да видиме, уште малце. После 2 месеци и 2-3 дена се прогласува човекот дека не е надлежен и го поништува самиот се поништува решението. Јас повикав, значи, да се надмине себе си во ситуација тие тесно партиски што ги имаат интереси, затоа што сепак купот е најголемото збиднување што ќе се случи во 2017 година во Македонија. Јас мислам дека има и некоја друга позадина нешто, мислам дека има и лично нешто внатре. И тоа е бизнес релации најверојатно, али ќе го видиме тоа малку подоцна. Затоа што тој цело време алудира на тоа да биде паркинг. А и во стариот детален урбанистички план од 2002 година и во новиот кој што го поништи е предвидено спорт и рекреација, значи не е паркинг. Интересот е нивни да биде паркинг. Секогаш било спорт и рекреација. Да, спорт и рекреација. А неговиот интерес е да биде, значи, паркирање.